Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Ова утринска програма би ја започнале со следнава мисла. Мисла која верувам ќе биде од корис за сите нас. Најголем освојувач е оној кој знае да победи без борба. Секако борба на идеи, борба на планови, борба на размислување. Не со пушка и со топови. Знаеме дека таквите борби кои се водат со оружје, еден ден повторно се завршуваат на зелена маса. Се седнуваат тие завојувани страни и подпишуваат примирие и така натаму, а во меѓувреме гинаат невини и лјадници, цивили, жени и деца. Еве денеска е четврток, 26. мај 2022 година. Поздрав што еднаш од студиото на Радио Глас на надежда. Ви поздравуваме со една убава духовна песна. Yeah.
Еве после ова убава песна повторно се враќаме во нашата програма. Веќе спомновме, денеска е четврток, 26. мај 2022 година, 146 ден во годината или уште 219 дена до крајот нова календарска година. Сонцето изгреа во 5 часот и 4 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 54 минути. Што се однесува до временската прогноза, и денеска ќе имаме релативно топло сончево време. Сончево и многу топло, со слаб думерен ветер од претежно западен правец. Попладне ќе има услови за изолирана, краткотрајна нестабилност со порен дожд и грмежи. Ова изречението ќе биде 8. Воздухот во Кавадрици е релативно чист. Температурата ќе се движи во крајно западните делови на нашата земја од 12 до 26 степени, во Охридскиот регион ќе биде сончево до 30 степени, во Кавадаречкиот регион до 34, Пелагонија до 32, Гевгелија ќе биде најтопло 36, во Беровскиот регион од 10 до 30, во Кумановскиот, односно Скопскиот регион од 16 до 30, односно од 13 до 33 степени. Како е да е, имаме релативно убаво сончево време. Искористите ги овие топли денови, сончеви денови за прошетка, бидејќи се најавуваат во наредните денови грмежи и врнежи, секако тоа ќе бидат од локален карактер. Температурите ќе бидат повторно високи, 34 ќе имаме на 27 мај, потоа на 28 мај во сабота до 34 повторно, 29, така да цела ова седмица ќе биде времето убаво, сончево и топло, што се вели, бидејќи месец мај, кога земјоделците ги сеат своите полине, доста голем број на ниви се веќе засеани со сите оние производи што ние ги користиме во нашата исхрана. Што се однесува до Автомотосојузот, тие ни ги јавуваат следневи информации, дека сообраќајот на државните патишта се одвива без пречки, непречено по суви коловози. Интензитетот надвор од градовите, од градските средини е умерен, но се препорачува внимателно возење, бидејќи веќе станува жешко, правите повеќе паузи ако возите на долги релации или лофтирајте го возилото, што се вели, можеби имате клима, но климата не ја пуштајте така топло, односно така студено да дува, бидејќи надвор е доста топло и може да бидат осцилации за вашиот организам кога од ладно излегувате во топло. Како е да е, Автомотосојузот ни препорачува внимателно возење, посебно кај што има клисури, значи одрони може да се случаат и затоа почитувајте ги патните и сообраќајните знаци поставени на патиштата. И на некои делници се уште се извршуваат градижни активности, така да бидете внимателни и почитувајте ја патната сообраќајна сигнализација која е поставена на тие делници. Денеска спомнавме 26. мај, да видиме што се случило во светски рамки на денешен ден, почитувани гледачи. 735 година на денешен ден умрел Свети Бит, монах, црковен историчар, литерат, автор на првата историја на Британија. Неговата црковна историја на англиски народ е напишана на латински јазик и представува најважен извор на англосаксонската историја меѓу првиот и 6 век. Пишувал на англиски јазик, особено песни, но сочуване само книгата Посмртна песна. Ете, многу одамна живел овој човек, наречен Свети Бит, кој ја напишал првата историја на Британија. 1623 година на денешен ден роден англискиот економист Вилијам Пети, творец на теоријата на работните вредности, кој според Карл Маркс
ги поставил темелите на политичката економија како наука. Неговите дела се Нешто за парите, политичка анатомија на ирска, политичка архитметика. Добро, 1805 година на денешен ден францускиот цар Наполеон I е крунисан за крал на Италија во катедралата во Милано. Еве, за спортистите еден податок, 1851 година во Лондон почнал првиот модерен меѓународен шаховски турнир, кој на 15. јули 1851 година во конкуренција на 16 играчи завршил со триумф на германскиот мајстор Адолф Андерсен. 1854 година на денешен ден во Лондон почнал односно во Франција, значи 1854 година Франција и Велика Британија го окупирале грчкото пристаниште Пиреја, откако Грција била блокирана од двете држави по обидот да ја нападне Турција. 1882 година денешен ден германскиот бактериолог Роберт Кох, денеска постои институција во негова чест, го носи тоа име, Роберт Кох, 1843 до 1910 година на собирот на берлинските лекари соопштил дека го открил бацилот што ја предизвикува туберкулозата и пронашол лек за оваа болест. Тубекулин. Ког го открил и причинителот на колерата, од која во минатите столетија умираа десетици илјади луѓе во светот. За овој труд во 1905 година ја добил Нобеловата награда за медицина. 1905 година на денешен ден во Велес е роден Стеван Гајдов, македонски композитор и музички педагог, еден од организаторите на музичкиот живот во Македонија после 1945 година. На денешен ден, 1912 година, роден е унгарскиот државник Јанош Черманик, познат како Јанош Кадар, комунистички лидер на Унгарија од 1956 година до 1988 година. На денешен ден, 1942 година, во Лондон е потпишан британско-советскиот договор за полна соработка меѓу двете земји во Втората светска војна и после војната. 1954 година на денешен ден во Египет е откриен погребниот брод на фараонот Кеопс. Во 1972 година во Москва е потпишан договор помеѓу САД и Советскиот сојуз за ограничување на стратегиското нуклеарно вооружување. Но, иако потпишуваат такви мировни договори, и постојано големите сили се вооружуваат и трупаат оружје. 1991 година на денешен ден австрискиот патнички авион Боинг 767 на компанијата на поранешниот автомобилски ас Ники Лауда падна на околу 160 км северно од Банкок и никој од 223 патници не преживеа. Познато е дека Ники Лауда живее во Австрија и има своја компанија на авиони кои вршат превоз на патници. Јас имав прилика во едно моје патување за Австралија да се возам токму на компанијата на Ники Лауда. Тој врши превоз од Европа за Австралија. Барем пред 15 години тоа го правише, не сум сигурен дали го прави сега, но ете се случила голема трагедија 1991 година, кај што загинале 223 патника. – 1994 година на денешен ден весникот на албански јазик Флака Евлазермит почна да излегува како дневен весник. Не сум сигурен дали и ден денеска се уште постои тој весник.
2006. godina germanskiot kancelar Angela Merkel vo Berlin s ogromen laserski spektakl ja otvori najmodernata evropska železnička stanica izgradena glavno od staklo. Izgradbata nova arhitektonsko čudo traješe 11 godini, a čineše 700 milioni evra. Kolovozot je dolg 450 metri vo pravec istok-zapad, a pokrijene so staklena hala dolga 321 metar, a vo neja bi moželo da sobere duri 3 Airbusa, avioni od tipa od A340. Stanicata je projektirana za okolo 300.000 patnici i 1100 vozovi dnevno. No istina, ne sam bil vo Berlin. Ja sam bil vo Berlin, no ne su me posjetila ova željeznička stanica, koja je navistina vushituvačka, spored ove dimenziji na golemina, ubovo je da se posjeti. Može da zastana, znači da se obere 300.000 patnici, 1100 vozovi dnevno da doagjat i da zaminuvat. 2006. godina Eduard Michelin, direktor na francuskata kompanija Michelin, zagena vo nesreke na more so ribarski čamec Sloboda, koji potona pod nerazjasniti okolnosti. Michelin vrabotova 130.000 luge širom svetot, od koji 30.000 luge vo Francija. Evo, početovni gledači, to bi ja nekoliko te servis informacije na početak, od što tu koja prosledivme rubrikata na denešen den. Odime ponatamu so pesna, a potoki se vratime povtorno vo živo vo našta programa. Ti me primi u zagrljaj svoj i povedi svojom stazom mira. Čista srca k tebi ja ću doć, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. Kada zadnji ja napravim krug i kad dođem pred kraljestvo tvoje, moja duša mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj. Moja duša mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz
lakše prijeći. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj, Bože moj. Еве неповторново програма почнува гледачи следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве ги денешниве капки на мудроста. Толку многу јазици на светот, а сите се смееме и плачеме исто. Да се има мир во душата е најголема среќа. Лесно е да простиш на некого кој ти излажал, но тешко е да си простиш себе си што си верувал. Запомни дека срцето кое е исполнето со благодарност скоро секогаш е исполнето и со среќа. Господ дава и простува. Додека човекот зема и заборава. Минатото е крадец што не може ништо да ти даде, а може да ти ја одземе убавината на иднината. Молкот на повредениот е посилен од викотниците на гневниот. Секоја борба во животот ви остава по една лузна, а секоја лузна крие своја приказна која вели и ова го преживјав. Кукавиците умираат 10.000 пати пред да умрат, а храбрите само еднаш. Еве интересни мисли на мудроста, тоа се мудри изреки кои некој ги доживел и ги запишал, па еве ние денеска можевме да ги проследиме и да ги поделиме до вас, почитувани гледачи. Денешната приказна носи наслов Татко и син. Еден ден видливо расположен таткото го одведел својот син на едно патување во некоја земја, за да му покаже како живеат сиромашните луѓе и сиромашните деца во тие земји. Тие поминале неколку дена и ноќи заедно на фарма со своето семејство за кое може да се каже дека било сиромашно. Значи, целото тоа семејство поминало кај друго семејство на село и да видат како тие таму живеат. Родителот, односно родителите, сакале да им дадат една корисна поука на своите деца, да виде дека и од нив има некои посиромашни, победни, дека тие треба да бидат задоволни со она што тие им го пружат во животот. По завршувањето на патувањето, таткото го запрашал својот син и му рекол: "Како ти се, сине, допадна патувањето?" "Беше одлично, тато," рекол синот. "Гледаш ли колку луѓе може да бидат сиромашни и бедни? Што научи, сине, од ова патување?" Синот малку подзастанал, се насмевнал и ги кажал следниве зборови: "Тато, видов дека ние имаме едно куче, а ти има дури 4. Ние имаме еден базен во средината на дворот, а ти имаат една река, цела река, на која можат да се капаат, да ловат риби и да уживаат. Имаме ние еден тон светилки во нашиот двор, додека тие го имаат звезденото небо. Нашиот двор е ограден и ограничен, а тие го имаат целиот хоризонт, целата природа, шума, планина. Ние имаме еден мал дел од земјишето на кој живееме, а тие имаат пространство без граници. Ние имаме слуги кои ни служат додека тие им помагаат на другите. Ние купуваме храна за нас, додека тие одгледуваат храна за себе. Имаме ѕидини околу нашиот дом да не чуваат. Имаме телохранители и секурити, односно оние кои ги чуваат нашите домови и нашите куќи, додека тие имаат пријатели кои тоа го прават." Таткото останал без зборови, кога неговиот син му ги кажал своите искуства, а на тоа момчето додало дека сватил дека тие се оние
koji se навистина сиромашни, а не оние таму кои живеат на село. Навистина, почитувани гледачи, понекогаш ние мислиме дека другите имаат повеќе и склони сме да завидуваме, дека тие имаат базен, дека тие имаат автомобил, дека тие имаат куќа, стан или што ти ја знам. Меѓутоа, секој треба да биде среќен и задоволен со она што го има. Ова момчете сватил дека иако тие така наречени бедни деца кои живеат таму далеко од цивилизацијата се посрекни, порадосни, поопуштени, повесели, позадоволни затоа што уживаат во тоа што го имаат. Така да и ние, ако живееме во град или на село, или во некое насело, без разлика какви сме, без разлика што ни дале во наследство нашите родители, да бидеме задоволни со тоа што го имаме. Да не им завидуваме на другите, зашто Библијата забранува да се завидува. Да бидеме задоволни со она што Господ ни го дал во нашиот живот. Одиме повторно со песна, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Денешниот утрински текст го наоѓаме во Евангелието според Лука, 6 глава, 38 стих. Давајте и ќе ви се даде, мерка добра, набиена, натресена и преполна ќе ви даде Бог во вашите пазови, зашто со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Да го проследиме сега и коментарот на овој текст, почитувани пријатели. Бог ја благослова работата на луѓето за да може да му го вратат она што е негово. Тој им дава сонце и дожд, тој прави билките да носат изобилен род. Тој му дава здравје на човекот и способност за да дојде до средства. Секој благослов доаѓа од неговата дарежлива рака и тој сака луѓето да му искажат благодарност, враќајќи му го неговиот дел во вид на десетоци дарови, дарови на благодарност, доброволни прилози и приноси за престап. Треба да покажат несебичен интерес за напредокот на неговото дело во сите краишта на светот. Во големата борба на предупредување на светот, оние кои што ја имаат вистината во срцето и кои што се посветени со неа, ќе ја одиграат улогата што им е доделена. Тие ќе бидат верни во давањето десеток и дарови. Секој член на црквата е должен според својот заветен однос со Бога да се одрече од секакво расипништво. Нека недостатокот на економичност во семејниот живот не спречува да ја одиграме својата улога во потпомагањето на она што веќе е постигнато и по освојувањето на нови територии. Ги повикувам браќата и сестрите широм светот да станат свесни за одговорноста која почива врз нив за верно давање на десетоците. Биете верни во порамнувањето на сметките со својот Творец. Оној кој го дал својот единороден син да умре за нас, направил завет за нас, со нас. Тој ни ги дава своите благослови, а за возврат бара да ги даваме своите десетоци приноси. Бог го повикал својот представник на земјата да биде верен на одговорот кој го склопил со него. Тој вели: донесете ги сите десетоци во ризницата, па да има храна во мојот дом.
колко е голем дарот што Бог му го дал на човекот и колко му доликувало на нашиот Бог да го даде. Тој го дал со великодушност, која никогаш нема да биде надмината, за да може да ги спаси бунтовните човечки синови, за да ги наведе да ја увидат неговата намера и да ја сватат неговата љубов. Ке сакаш ли и ти со своите дарови прилози да покажеш дека ништо не ти е премногу големо, да не можеш да го направиш за оној кој го дал својот единороден син? Еве, почитувани гледачи, ова беше поракава во ова утринска порака што ја најдовме во Лука 6 глава 38 стих, кај што Бог не повика да бидеме верни во давањето она што му припаѓа на Господа. Библијата зборува за тој 10 дел од нашиот приход. Ако ја читате книгата на пророк Малахија, ќе ги најдете тие податоци. Всушност, тука лежи голем благослов. Бог ја благослова работата на луѓето за да може да му го вратат она што е негово. Значи, тоа е 10% од нашата заработувачка. Ние му го враќаме на Бога на разни начини, така да тие средства се користат за потребите на црквата, за мисионство, за печатење на книги и за се оно што е потребно еден црковен живот да обстојува. Но овде се гледа благословот. Секој благослов доаѓа од неговата дарежлива рака и тој сака луѓето да му искажат благодарност, враќајки му го неговиот дел во вид на десетоци дарови на благодарност, доброволни прилози и приноси за престап. Треба да покажат несебичен интерес за напредокот, неговото дело во сите краишта на светот. Искушајте го, вели таму Бог Библијата. Ајде и ние да го испитаме Бога, да бидеме верни во враќањето на тие 10% на Господа. И ќе видите, почнуваме гледачи, какви благослови Бог ќе ни возврати. Ете, тоа беше утринската порака, утринскиот текст за ова утро. Одиме сега со рекламата, да ја видиме рекламата за дописната библиска школа, која е онлайн. Може да се зачлените и да изучувате бесплатно на своите компјутери, во своите домови, библијата зборова.мк. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во програма, почнува гледачи, сега следува рубриката да ги запознаеме библиските личности. Ке се осврнеме денеска на личноста Лука, или еден од Христовите непоследни следбеници. Исус го немал Лука во својот табор, во својата група од 12 апостоли. Лука не бил директен Исусов ученик, но, како и што самиот тој кажува, испитал многу подробности, многу луѓе и тој ги пишува своите две книги, книгата според Лука, Евангелието според Лука и дела на апостолите. Лука по професија бил лекар, така да во неговите списи тој употребува и медицински изрази, односно спомнува настани каде што директно се спомнува здравјето на поедини луѓе, например како оној самарјанинот кој бил истепан, поред пато оставен, односно оној човекот кој бил истепан, а самарјанинот поминал и му помогнал, додека останатите, свештеникот или левитот, воопшто не сакале да му помогнат, туку нашле своји изговори зошто тоа не го сторили. Како е да? Еве што пишува во книгата до Лука, Евангелието според Лука, прва глава од првиот стих, бидејќи мнозина почнаа да ги опишуваат настаните кои се наполно уверливи меѓу нас,
kako što ni gi predado onije koji od početak od bea učevici i služitelji na slovoto namisliv i jas otkako ispitav se podrobno od početok do kraj, da ti opišam pored čestiti Teofile, za da je razbereš vistinata na onije vo koje što si bil poučovan. Ete, i sami od Luka kažova ni potvrdova počtovani gledači deka to ispital se što bilo vistinito. I veli namisliv i jas podrobno da ispitam i da go opišam so svoji zborovi. I Luka to go pravi. Čitajte deneska knjigata Otkrovenije. Pardon, ne Otkrovenije, toko knjigata Dela na apostolite. I njegovото evangelije spored Luka. I ke vidite kako Luka se trudi da sobere dovoljno verodostojen materijal. I to go pišuva, go pretočuva vo knjiga i deneska ni može 100% da mu veruvаме na apostol Luka, дека неговите списи, односно неговото пишување и неговите пораки се веродостојни. И тој сега вели во деновите на јудејскиот цар Ирод беше еден свештеник по име Захарија од Авиновиот род и неговата жена од Ароновите керки по име Елисавета. 20 беа праведни пред Бога, одејќи без недостаток според сите господови заповеди и повелби. Нема дете, зашто Елисавета беше неплодна, а 20 беа во години. Сега тој први дава еден вовед, би рекол, како ќе дојде до Исуса. Значи, сите евангелисти тоа го спомнуваат дека Елисавета и низиниот сопруг ете биле побожни луѓе, но немале деца и тие ќе добијат в постари години дете по име Јован, меѓутоа подосна ќе се појави овде како личност и Марија, и Јосиф, така да тие се роднини, бидејќи Елисавета е тетка на Марија, дава еден вовед како полесно да ја запознаеме ова библиска вистина. Така да Лука навистина еден плодоносен писател, веродостоен и како лекар имал влијание, влијание во општеството, луѓето го почитувале, но тој бил Христов следбеник. Што сакам да кажам со тоа кога два пати нагласов дека бил лекар? Значи денеска во Бога може да веруваат и лекарите, и медицинарите, без разлика што си по професија, на секој му е потребен Бог. На секој му е потребен Бог, зашто во нашето срце посебна празнина која е резервирана за Бога, почитувани гледачи. Не може да исполниме таа празнина со било што друго, со светска популарност, со слава, со некои разни пороци што може се вткаеле во нашиот карактер, но тоа место е резервирано за Бога. Еве, Лука ни е пример за тоа. Човек кој бил лекар не се срамел да се декларира дека е Христов следбеник и тој вели: јас, честити Теофиле, намислив подробно од почеток да ги опишам поред сите настани. И тој го прави. Например, во Дела на апостолите, Лука дава еден прекрасен извештај за Христовото вознесение. Тој кажува колку луѓе биле присутни, каде тоа се случило. Лука го опишува изборот на 13-тиот ученик Исусов. Секако, тој е 12-ти, но велам 13-ти со Јуда. Јуда е веќе не ми ги оживет и затоа бил избран уште еден ученик, но тој ги опишува тие настани како тоа се случило, како фрлеле ждрепка, како излегле учениците надвор од градот и го испратиле Исуса горе на небото. И тие познати зборови тој ги опишува Исус кога рекол, односно тие двајца мажи кои биле ангели, престроени во човечки лик, кога му рекле на множеството: ово Исус кој од вас се зема, така ќе дојде повторно на облаците. Како големо сведоштво и утека за сите подоснежни христијани кои животите ќе ги дадат за тој Исус Христос. За таа надеж, блажена надеж, дека Исус нема да не заборави, дека тој повторно ќе дојде на оваа земја. Еве толку за Лука, одиме повторно со песна. Хвала ти за онај дан, на крижу умро си за мене сам. Због моји греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан.
za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Pozdrav do svите vas, početni gledači koji v međuvreme se vključivte i ja sledite naša utrinska programa na radio Glasna Nadežda. Emisija koja se emitova всеко jutro od ponedeljnik do petok v 8 časot i 30 minuti. A sledova rubrikata da je zapoznajme Makedonija. I danes ke spomeneme jedan grad, pomal grad v Makedonija, koji se nalazi v središnji del na oblasta Ovče polja. To je gradot ili gračeto Sveti Nikole. Sveti Nikole leži na 305 metri nadmorska visina. Gradot je oddalečen 28 km severozapadno od Štip, od Velese 40 km, odnosno 28 znači od Štip, 34 km od Veles, 40 km od Komanovo i taka natamo. Niz Svete Nikole v 2019 godina je pušten i moderniот автопат koji gi povezuje Skopje, Sveti Nikole, Štip, odnosno kon istočniот del na našta zemlja, kon Radoviš i Strumica. Spored nekoj legendi, vo околината на Свети Николе и во самиот град имало некогаш околу 40 цркви или црквички. За време на турското владење тие цркви биле уништени и само била оставена она во центрот на градот црква наречена Свети Никола, додека останатите биле разрушени. Историјата на Свети Николе континуирано е населена од праисторијата до денес. Најстариите траги на живот во котлината на овој период се од времето на Неолит. Како е да е, тоа е едно старо, значи градче, односно населба. Свети Николе, како централно место на поголемиот дел од Овче поле, како населба датира уште од античкиот период. Средновековните пишени извори го спомнуваат ова место
kako oblast, kako naselba, nekade duri od 13. vek. Sveti Nikole se spomnuva, znači, Ivo darovnicата na braketa Деяновци od 1378 godina, su koji se potvrdува darovite na manastirot Sveti Pantelejmon vo Sveta Gora. Znači, to su neki podatci koje se ovdje napišene, jaz vi gi spodelujem, počtovani gledači. Interesno, vkupen broj na žitelji vo ta naselba imаме некаде околу 13.000 жители. Бројката, например, во 1948 година била 3.468, но како времето одминувало, таа бројка растела и во 2002 година, од предпоследниот попис, бројката на жители е 13.748 жители. Има турци, некаде околу 80, роми, Власи има доста, значи во тој регион 149 души, Срби има 52 и така натаму. Како е да е, се зборува, значи, претежно македонски јазик, но се зборови на турски, ромски, влашки, српски, бошњачки и некои непознати јазици кои овде ги пишува, но не се регистрирани со име и со презиме, што би се рекло. Како е да е, тоа е една убава урбана средина, ако ве води патот кон Куманово, значи сега преко новиот пат има скршнување, знак кој го патува кон Свети Николе, може тамо да направите една пауза и да го продолжите вашиот пат. Еве толку за Свети Николе, градче, значи во Овче Полието. Кога станал збор за здравјето, почитувани гледачи, сакам денеска уште еднаш се подсетиме на придобивките од користењето на јагодите. Пазарите се полни, се повеќе, времето е жешко, зреат јаготките, така да еве неколку информации, подсетување. Зошто јаготките се толку важни и хранливи? Јагодите не само што имаат одличен вкус, малите црвени плодови содржат и многу здравје, односно здрави состојки. Голем дел од витамините и минералите ги прават јагодите вистински инсайдерски совет за телото и кожата. Кој не ја полева устата од помислата на длабоко црвени, сладки јагоди. Без разлика дали е чиста, како овошна салата или во кварк, јагодата оди добро со се. Покрај тоа, тој не е само вкусен, туку и здрав за целото тело. Здравјето на јагодата. Сладкото овоше содржи повеќе витамин С од лимоните или портокалите и нуди секундарна растителна субстанција од групата полифеноли, која го штити човекот од кардиоваскуларни заболувања, убива микроби и има антифламаторно дејство. Информира, значи, Федералниот центар за исхрана. Јагодата се наоѓа исто така и во козметиката се става. Значи, ете и козметиката ја користи јагодата како средство за нашето тело. Јагодите содржат многу витамини и минерали, како што се витамин С, фолна киселина, витамин B1, цинк и бакар, поради нивните антифламаторни својства. Тие се користат и во домашната медицина, кога се нанесуваат накаснување од комарци, например, јагодата го олеснува чешањето и го прави залак, односно едноставно брзо ти поминува кога ќе те касни комарац. Ете, наближува летото, може да се користи, значи, и јагодата како средство, одбранбено средство против комарци. Јагодите се извор на фолна киселина. Поради големиот процент на фолна киселина, јагодите се особено популарни кај бремените жени, бидејќи кога бебето ќе порасне во женска
utroba mu treba mnogo folna kiselina za nervni sistem da se razviva pravilno. Vkusen izvor na folna kiselina je sekogаш dobrodođen za bremeni ženi. Patem nedostatok na folna kiselina generalno može da dovede do gastrointestinalni problemi. Jagodata je snabdovač na magnezijom i kalijom za naše telo. Jagodata ima polifenoli za proces na lekuvanje. Nega znači se koristi jagodata i za nega na naše telo, kako što spomno se stava vo kozmetikata za lugito da bidat ubavi. Ponatamo, jagodata pomaga kako čistač na naše zabi, kako peeling, kako maska, da kažeme, kako smuti, znači se pravate razni sokovi i vo kujna se koristi. Jagodite stana neophodna vo domašta kujna babata veke so netrpenija čekaše tortata so jagodi od maj i kvarkot od jagodi danes je često na masa kako desert. To je jedna zamislena storija kako babata ja čeka, znači tortata ukrasena ozgora so ubavi crveni jagodki. Jagodata se koristi kako salata, rekao mi kako smuti, znači se pravi, za jedan smuti što je potrebno, 400 grama jagodi, 400 ml samo ceden sok od portokal i 2 zreli banane. Stavite ga u mikser i zdravio tkusen pilok je podgotven. Ako pijete smuti za pojedok, možete da dodadete 2 lažici nežni snegulke od oves, ovak je go zadrži pijalok od podolgo vreme za vaše ubovo zdravlje. Kako salata, ako ne dodavate salatata su jagodi i voleto, togaš je vaša vina. Beri nudi ovošen belek za sekoja salata. Evo recept. Znači, posut razni recepti. Za salata vi treba 2 stebljenici bosilik, 2 stebljenica nane, 700 grama sveži jagodi, 2 lažici bel balsimičen ocet i lažička sok od limon, 1 lažička tečen med, 2 lažici maslinovo maslo i biber od melnicata. Belkite se mijat i se sušat, lisjata se sečat na lenti, jagodite se mijat, se čistat i se sečat na parčenja so golemina na zalag. Jagodite se mešat so ocet, sok od limon, med, maslo i biber i se začiniti. Smesata treba da se spremi za 1 čas, pre da se servira, načinje i da se popraska so lenti od bilki i tako natamo. Može so mraz da se kombinira, znači imate mnogo kombinaciji kako da koristite jagodata vo vaša ta ishrana. Evo toliko za ova rubrika koga je prašanje sovjeti za ishranata. Zbrujovme deneska za jagodata. Odime so pesna, poštovani gledači. Ovoj svet je dolina na solci, kaj pusta silni vetrovi, a ja si ti sme samo patnici. Preko gusti crni oblaci, mal zrakna sreća blesnuva, no nabrzo go snemuva. Ne se plaši, odi hrabro, ivo dobro, ivo zlo. Bog te vodi, znaj, vo životot. Srce neka se nasme, Božji dar, ovoj den, sekoj neka prepoznaje, bo nas Božja
Ovo je život kako nežno cveće, što se rađa i vene, i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni se ga nagore, kon domot naš nebesen. Bidi srećen, ponso vera, Isus spasni doađa, će ne vodi toj vo večnost tam. Srce neka se nasme, Božji dar, ovoj den, sekoj neka prepoznaje, vo nas Božja ljubav žive. Mirim dobrom da širi me, Isusa da go sledi me, zadam vidim celio svet, vo nas Božja ljubav žive. Pej mu na Isusa, slavi go po sekoj čas, zadam vidim celio svet, deka Božji deca nije smen, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Продолжуваме со последната рубрика во нашата емисија, почитувани гледачи, кога зборуваме за археологијата ја потврдува Библијата. Еве, ќе продолжиме да ви пренесувам интересни податоци. Денеска ќе споменеме за глинените плочи од ебла. До не толку одамна, меѓу безбожниците се тврдеше дека тоа не е можно. Мојсија да бил писател на првите 5 книги од Библијата. Имено тие сметале дека Мојсија живеел околу 1500 години пред Христа, а науката според нив не познава писменост на луѓе порано од околу 1300 години пред Христа. По кој знае кој пат Библијата беше нападната како ненаучна и неточна. Значи, оние противниците на Библијата ја негирале Библијата и податоци дека Мојсија е писател на 5 книги на Мојсија, на првите книги на Библијата. Тие велеле дека е невозможно да тогаш постоела писменост. Меѓутоа, ете кога се пронајдени овие глинени плочки во местноста Ебла, се потврдува дека навистина Мојсија живеел, дека Мојсија бил писмен човек, дека Мојсија се школувал во Египет на најпрестижните универзитети во тоа време. И весникот Нова Македонија, кој излегува во Македонија од 22 јануари 1979 година, објави еден напис во врска со тоа под насловот "Глинена архива открила непознато царство". Еве ќе ви пренесам, почитувани гледачи, само еден цитат од тој надпис. Глинените плочи од Ебла расветлиле многу непознати или недостапно познати настани од историјата. Од нив се појавуваат повеќе од 500 географски имиња, меѓу кои имињата на градовите за кои се верувало дека се основани многу подоцна: Бејрут, Вавилон, Дамаск и Газа.
како и библиските легендарни градови Содом и Гомор. Според истиот надпис, овие глинени плочи потекнуваат од 23 век пред Христа. Какво е значењето на ова библиотека од ебла за веродостојноста на Библијата? Еве, ќе ви спомнам 5 точки зошто е тоа толку важно. Кои се придобивките? Прво, овие откритија покажа дека постоела многу уредна писменост уште 1000 години пред Мојсија. На овие плочи од ебла има голем број разновидни записи за трговски договори, хроника и географски имења. Само на една плоча се појавуваат 260 географски имења. Второ, меѓу имињата на градовите се наоѓаат и 5 градови во Сидимската долина: Содом, Гомор, Адма, Севоим и Вела. Библијата ги цитира овие градови и нивните цареви. Околу овие информации од Библијата порано се креваше голем прав. Видни историчари дури напишаа и книга против библиската содржина. Така познатиот германски историчар и професор по ориентални јазици на Универзитетот во Страсбур, Теодор Нолдека, признат по своите истражувања за исламот, објави книга под наслов Неисторичноста на текстот од прва книга Мојсеева, 14 глава. Во ова книга тој главно докажува дека градовите Содом и Гомор се библиска легенда и дека никогаш не постоеле. Но, на жалост, тој човек не бил во право. Денеска е докажено 100% дека градовите Содом и Гомор постоеле. Во 1980 година Вилијам Олбрайт има напишано слична книга под наслов Митски елементи во приказната за Јосиф, во која што вели дека прва Мојсеева 14 глава е чист политички памфлет со митски карактер, но глинените плочи од ебла ги фрлија во заборав овие за своето време научни книги под наводници од видни стручњаци. Трето, на плочите од ебла има и поголем број други имења на градови за кои зборува Библијата. Тоа се Салим, градот на Мелхиседек, Хазор, Лахиш, Мегидо, Газа, Јопа, Дамаск и Јерусалим. Воведно тоа е засега и најстариот документ земето Јерусалим. Се спомнува и градот Хархемиш, кој го спомнува пророк Исаја во 10 глава 9 стих. Четврто, градот има има чести спомнувања за хетитите, бидејќи Мојсија пишува во прва книга Мојсеева 20 глава дека Аврам купил гробница или пештера од хетитите. Постоеше забелешка дека овој библиски запис е неверодостоен, бидејќи наводно научно е тврдено дека хетитите во времето на Аврам не постоеле. Уште еднаш се покажа дека Библијата е во право. И пето, на глинените плочи од ебла се запишени голем број правни прописи за судење, казни така натаму. Дадени се многу детали околу исплаќањето оштета за повреди, силувања и така натаму. Ова е значајно бидејќи на Библијата и се припишуваше научноста кога се зборува за мощно развиениот правен систем постоел во ебла уште 1000 години пред Мојсеј. И на крајот да кажеме дека глинените плочи од ебла потврдуваат и поголем број други податоци од Библијата. Така, например, на подолгата листа имења кои се спомнувани и во Библијата, на плочите од ебла се наоѓаат запишани Макаилу, Евасум, Дудум, Шаулум, Ишмаил и други имења. Има и записи за договори или сојузништва меѓу цареви од ебла и од Асирија кои што се спомнуваат и во Библијата, а доскоро се сметало за неверодостојни и така натаму. Во секој случај, христијаните може да бидат охрабрени. Плочите од ебла не дадоа нешто ново кон христијанската вера, но замолкна многу злобни усти. Еве, ова го прочитав од независни извори, значи луѓе кои не се христијани, но ја потврдуваат веродостојноста врз основа на овие глинени плочки кои биле пронајдени
во ова место. Така да, почитувани пријатели, еве полека дојдовме до крајот и на оваа наша денешна утринска програма. Би сакал на сите оние кои денес прослуваат роден ден, да им го честитаме и да им посакаме Божи благослов и секое добро во нивниот живот. А на сите вас ви посакувам, почитувани гледачи, убав ден, останете со здравје, ви закажувам нова средба утре, петок, во 8 часот и 30 минути, на исто време, на исто место и во исто време. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.